Зголемувањето на цените на основните прехранбени производи во време на корона кризата тешко ги погоди македонските граѓани. Поради кризата во светски рамки се зголемија цените на железото, златото, нафтата во последниот месец постојано поскапува и тоа доведува до зголемување на цените и на останатите производи. Вакцините донесоа оптимизам за заздравување на економијата, со што се зголеми потрошувачката на сурова нафта, чие производство се уште е ограничено, што се одрази врз порастот на нејзината цена, објаснува Марко Бислимовски, директор на регулаторна комисија. Имаме сега ситуација кога имаме зголемена потрошувачка, а производството е намалено и од тие причини цената на нафтата расте и се очекува дека и во наредниот период расте, бидејќи најголемиот извозник на нафта, Саудиска Арабија, пред неколку дена објави дека не планира да го зголеми своето производство на сурова нафта. Значи, минатата година некаде овој период драстично почна да паѓа цената на нафтата и најголем дел од земјите на ОПЕК 2 до 3-4 месеца помеѓу себе не можеа да се договорат за да го намалат своето производство. Но некаде од октомври минатата година тие веќе се сосем усогласени меѓу себе и не само тие, туку и земјите кои што се надвор од ОПЕК и поради тоа во овој период веќе имаме тренд на раст на цените на нафтата на светските берзи, кој што не верувам дека ќе запре се до конечното заздравување на економиите. Дали сето ова ќе доведе до уште еден поголем бран на зголемување на цените на основните производи? Не треба да стравуваме од големи поместувања во светската економија. Побарувачката не може да расте и цените се враќаат на тие од претходната година, вели универзитетскиот професор и поранешен министер за финансии Никола Поповски. Сега имаме еден тренд на светскиот пазар, особено на производите кои се материјални, базичните производи, храна, енергија, метали, да имаме тренд на раст, што е лесно објаснив од две причини. Прво, кризата со со короната, светот полека почна да се враќа во нормални економски активности до некаде, вакцината помага, се јавува оптимизам и тоа ја зголемува побарувачката. Штом се зголемува побарувачката, цените во принцип одат нагоре. Но мора да сме многу внимателни. Сега ова не е зголемување на цените некое екстра на светскиот пазар, туку е само враќање на цените од пред короната, од 2019. Ако ги споредиме горе-доле цените пред и после короната, сега доаѓаат на исто. И не само цените на производите, туку и акциите, берзите, сите финански се враќаат на пред корона периодот и тоа е нормално. Не треба да стравуваме дека тоа ќе придонесе за некои големи поместувања во светската економија, затоа што побарувачката не може безгранично да расте. Значи таа тука некаде доаѓа на нивото на претходното производство. Зборувам за производната потрошувачка, на суровини и така натаму. Но живеачката станува се потешка. Кризата удри по семејниот буџет. Синдикатот пресметал дека минималната сума за живење на едно семејство за еден месец е 550 евра. Најголем дел од оваа сума, дури 74% одат на храна и сметки. За хигиена се троши 7,08%, за превоз 7,31%, за облека и обувки 6,14%, за култура 3,17%. За време на корона кризата најмногу поскапеле алкохолот и цигарите 8%. Зголемени се цените на маслото за јадење, шеќерот, чоколадата, овошјето и зеленчукот. Граѓаните велат дека тешко врзуваат крај со крај од месецот. Многу и тоа многу е. На пазар не смееш да идеш веќе. Посебно како млад родител, да. Да, секојдневно пазарување, набавување, посебно за малечката, да. Чувствувам. Покачени дека се цените за продукти. Еве зејтинот беше 60 денари, 79 денари. Значи, Почувствувате ли на семејниот буџет? Како не се чувствува? Пензионерите најчувствителни се за тие работи. Очекувам дека тоа малку нормално, затоа што сите сме зафатени со ковидот, не само кај нас. Месото иде ескрено многу скапо, 500 dinara плаќаме кило месо.
јунешко, а и терешко, тоа е виша фантазија. Свинското исто, ако викаат дека имаме многу свинско, држи цена поскупа него Европа. Дали уопште размислат дека има луѓе што не може да го преживеат ова? Овој студов направи енормно трошење на струја. Не може парното, ете го работи, плаќаш парно, а не работи. Посебно на овошје зеленче. Тоа е посебно покачено. Дури многу. Нема да има нов ценовен шок, односно ново зголемување на цените на основните прехранбени производи, бидејќи цените на нафтата и дизелот кај нас се пониски за 7 до 8 денари од истиот период лани, смирува Бислимовски. Нашата економија веќе работела со далеку повисоки цени, отколку што се сега постоечките, и од овие причини не очекувам дека тоа ќе има влијание на пораст на цената на крајните производи во нашата земја. Затоа што треба да расчистиме една работа, кај голем дел од компаниите, цената на нафтата нема некое драстично влијание. Само да се подсетиме, минатата година во март и во април, кога имаше регулаторната комисија за енергетика, во тек на месец дена ја намали цената на дизелот, кој што е најкористен производ кај нас, за 20 на денари. Тогаш не видовме дека имаше било какво намалување на цените на производите, така да и сега не очекувам да има зголемување на цените на производите, затоа што производителите гледно немаат ова влијанието на цената на прецена дизелот, нема големо влијание во нивното производство. Професорот Поповски смета дека во вкупната кошничка ќе има значителен пораст на цените на некои производи или поединечни услуги, како што се здравствените, на пример. Економијата полека ќе се нормализира, ќе се вратат и работните места, но треба предпазливост, бидејќи коронавирусот нема преку ноќ да исчезне. Но во вкупниот пакет во вкупната кошничка на цените треба да очекуваме дека некои од производите или услугите може значително да пораснат, например здравствените услуги, иако се тие контролирани цени во целиот свет, тие не се глобални цени, тие се само на национално ниво и најчесто владите ги контролираат, но во приватните здравствени услуги може да се очекува природно зголемување, зашто побарувачката здравствени услуги е голема, но некои услуги ќе се намалат кои учествуваат во потрошувачката населението. Овие, например, што се туристички услуги, значително ќе се намалат и се намалуваат и јас лично не верувам во идните 2-3 години да се вратат на предкризното ниво, затоа што луѓето ќе бидат предпазливи и се уште има опасност од короната и ќе има пролонгирана опасност од други вируси, што значи дека тој тип на потрошувачка, ајде да не речеме ќе исчезне, но блиску до исчезнување во наредниве 1-2-3 години. Ресторанските услуги, угостителството, па и некои други сродни на нив. И тоа ќе предизвика да во една ситуација да вкупното ниво на цените нема значително се зголеми. Ќе остане на исто ниво, и ако има предвидувања некои екстремни, дека може заради сите овие фискални симулации што ги даваат владите во светот, ослободување на огромни пари од монетарните институции, така нареченото монетарно олеснување со кредити, со ниски каматни, да предизвика голема инфлација, но не ја гледаме. Кризата со коронавирусот остави многу луѓе без работа. Сиромашните уште повеќе осиромашија. Профитот најмногу се слеа во фармацевската индустрија и во приватното здравство, чии цени во време на пандемија владата одлучи да не ги контролира. Во услови кога јавното здравство при најголемиот наплив со пациенти не ги задоволи потребите, тоа предизвика уште поголем удар врз граѓаните. Времето на корона кризата наметна поинаков начин на живот, но и шокови со цените кои што ги чувствуваат сите, а најмногу сиромашните, социјалата и тие со ниски примања. Какви решенија ќе се понудат? Останува на тие што ги носат одлуките. Денеска се презентираа 5-тите мерки за помош од страна на премиерот Заев. Ковид реалноста покажува сепак нефункционалност тотална на економијата, помало производство, помала потрошувачка, стандардот е и онака низдок без корона кризата, без таа реалност. И сега остануваат најранливите категории за кои вие постојано се застапувате,
дека тие треба да бидат всушност заштитени, но тоа не е така. Која е вашата препорака, какви мерки сепак треба да се преземат? Па добро, ова е веќе пети поред пакет мерки кој што во обем, ако се зема од целина, и не е толка подценувачки, но постојано останува дилемата и предизвикот на тоа дали и колку ефикасни се тие и колку тие придонесуваат за подобрување на состојбите. Значи, ако целина го гледаме до сега, кумулативно, со све овие мерки од петиот пакет, ќе дојде некаде 1,4 милиарди евра поддршка од страна на владата, од кои што представуваат околу 12% од бруто домашен производ, што гледано релативно, можеби споредено и со најмоćните земји членки на Европска унија и западно развиените економии да се споредува. Ретко која земја одскокнува со 12-13% од бруто домашен производ да потикне и поддржи економијата. Но сепак овие не се чисто економски мерки, овие се на некој начин комбинирани и економски и социјални мерки. И сега оценките во однос на тоа дека бизнис заедницата е незадоволна до сега од овие мерки, може да се релатират со низок, би рекол, институционален капацитет во делот на реализација на време и дали тие ги даваат очекуваните ефекти. Ако слушнавте, едно од образложенијата беше дека токму овој пакет на мерки е дизајниран со цел преди се за да потикне рекуперација на економијата во првото тромесечие од оваа година и да почне да поддржи дизајнирање на економијата за раст од 4 до 5% колку што е планирано од 2021 година. Во обем тоа се некаде 3-4 столба, пак првиот столб е директно наменето за поддржување на компаниите кои што се највише погодени и тоа преко исплата на плати и тоа во различити нивоа, почнувајќи од најниско, значи тие најранливите предпријатија кои што ќе аплицираат ќе добијат од 14.500 денари исплата на плати па се до 21.700 денари, што не е за подценување во услови кога ние знаеме колкави се просечните плати во стопанството. Така, од оваа гледна точка, кумулативно оваа мерка изнесува околу 180 милиони евра, а со директен фискален импакт од околу 92 милиони евра, што не е за подценување, тоа е приближно 1,5% од бруто домашен производ. И сега пак ќе дојде во прашање како да се измери на вистина импактот од овие мерки, како што беше и на претходните пакет мерки. Првото е поддржување на платите на најранливите компании, второто е поддржување на ликвидноста на тие компании кои што се ранливи во однос на недостиг на, би рекол, жирални средства за ликвидност, за редовното работење. Трето е креирање на поволно делување и опкружување, односно бизнес клима кај одредени субјекти. И четврто е директно поддржување на граѓаните по различити основи и мерки. Ако го гледаме разгрането овој пакет како оди, тој некаде држи голем број на мерки, од кои што најголемиот пакет сепак е 30 милиони евра во однос на финансирање на платите, па потоа финансиската поддршка за ликвидност околу 10 милиони евра, па се до програмите кои што се во однос на поддршка на фондот за извозни компании 10 милиони евра, потоа ревидирање на царинскиот тарифник околу 10 милиони евра, па олеснителни услови на компаниите, некаде 250 компании се офатени во однос на активни договори за нивна поддршка, каде што имаат потреба за тоа. И најмасовната пак мерка е користење на средства неискористени блок дотации за општините и капиталните инвестиции околу 30 милиони евра. Значи, ако се гледа по оваа номенклатура,
мислам дека не е лошо структурата на мерките конкретни во овој дел и се на се тие учествуваат со околу 30 конкретни мерки, структурирани соодветно, но пак ќе остане прашање за колку време овие ќе бидат реализирани, како ќе биде трансмисијата на овие мерки од донесување до крајните корисници, односно тие што имаат потреба, колкав е тајмингот, бидејќи тај тајм лек е многу важен, додека се очекува да дават резултати и на крајот на краиштата кој е мултипликаторниот ефект на овие мерки. Значи, овие се предизвиците во кои што очигледно и во овај пакет ќе ги суочиме. Бизнес заедницата досега и не беше толку задоволна, претпоставувам и со овие нема да биде толку задоволна и покрај тоа што цело време бизнес заедницата беше вклучена консултативна во ова дизајнирање на ваквите мерки. Но сепак јас мислам дека тука ќе треба и нивното конкретно би рекол учество во делот на конкретна реализација на истите. Вие знаете дека одредени институции, поготово Управа за јавни природи, изнајде голем недостаток на примена на ваквите мерки и тоа покажува за бизнес културата на нашите компании во државата. Добро, кога сме кај бизнес културата, ајде вие сте застапники на прогресивниот данок, тој е правичен данок каде што се разбира богатите во име на некаква солидарност, ќе им биде наметнат поголем данок за сметка на оние кои имаат помалку. Но тоа не се случи. Се чини дека богатите всушност ја движат не економијата, ја движат политиката и одлуките на политичките елити, односно на власта. Да, на жалост дека е така, јас исто така пред некој ден се изјаснив во однос на ова прашање. Бев голем присталица на задржување на прогресивниот данок, без разлика дека има и такви теории кои што велат дека нели либералната економија и намалување на даночниот терет сепак влијае во така наречено зголемени инвестиции, реинвестиции и слично, но тоа не се покажува дека е така. Ако сакате и научно, во многу ситуации, речиси, отфрлени последните теории кои што го поврзуваат повисокиот раст со пропорционално ниски даноци. Тоа не се случува ниту и во најлибералните економии, и ако сакате земете го, земите со највисок даночен терет, скандинавските земји. 30 години назад се покажува дека таму има просечна повисока стапка на економски раст, земете го, например, последните 30 години Шведска во однос на САД. Две контрадикторни и крајни разлики помеѓу едната и другата, и како концепт, но и како реализација. Така да просечната стапка на раст во Шведска, например, е дупло поголем за долг временски период 30 години во однос на просечната стапка на раст на САД, што покажува дека не значи нисок даночен терет повисока стапка на раст. Но тоа е поврзано со капацитет на институции. Значи, ако државата на вистина има јаки институции кои што преку јавни услуги и јавни добра ќе го враќат тоа кај граѓанинот и кај компаниите, тие ќе постигнуваат поголем степен на раст, без разлика што имаат поголем даночен терет и тоа 1:2. Ако Шведска има 55-56% од бруто домашен производ даночен терет, а САД има 30%, замислите таа разлика колкава е. А стапката на раст просечна во Шведска е некаде 3,2%, а во САД е 1,8% за 30 години последни. Ова покажува дефинитивно дека и ние треба да ги отфрлуваме тие теории кои што велат дека пониски даноци, поголеми инвестиции, поголем зафат и на некој начин помал crowding out ефект што ние велиме во економијата. Дефинитивно тоа не е така, но јас сум со резерва дека вакви слаби институции, ваква слаба локална самоуправа, вакви слаби капацитети институционални не одат во прилог за поголем даночен терет, затоа што и тој даночен терет не се менаџира најдобро. И ако го гледаме по основна критериуми на исполнување
на испораката на јавните добра, па ако сакате и безбедност, ако сакате и обезбедување на трансакции, обезбедување на гарантирање на договори, собственоста и слично, судството, корупцијата и сето тоа влијае во однос на тоа дека и не заслужуваат нашите институции поголем даночен терет. Добро, јас ви благодарам за овој разговор, академиче Беџити. Благодарам за поканата. Вие сте во Финска, Хелсинки, и сега прашањето е како оваа корона криза ги погоди финските граѓани. Дали осиромашеа, дали има некакви назнаки дека можеби предстои некаков економски колапс, како работат компаниите? Има ли спас воопшто за економијата? Финска, како и сите земји во свет, се погодени од COVID-19 и баш деновиве читав, има во моментот се води дебата околу тоа за инструменти кои владата ги спрема за помош на најзагрозените сектори, меѓу кои креативниот сектор и транспортот, авиокомпаниите се едни од најпогодените. И баш читав една нивна врвна економистка Веса Вихријала, она е професор на Хелсинскиот универзитет и со тим прави анализа баш како COVID-19 влијае врз целокупната економија во Финска. И иако изгледа дека е прилично голем удар, и они го нарекуваат ова изгубена декада за Финска. И според нивните анализи, Финска ќе изгуби негде 4 до 5% од бруто домашниот производ во 2020-2021. Меѓутоа, во споредба со европските земји, кај што просекот на губење на БДП-то е 8%, Финска сепак добро плива со оваа криза. Иначе, ако се спореди со кризата во 2008, последиците од COVID-19 ќе бидат помали во споредба со таа криза во 2009 што се справуваа. Меѓутоа, многу интересно е пристапот во Финска, како размислуваат и како анализираат и како градат стратегии. Они веќе изградија стратегија за наредните 10 години за после COVID. Има ли државата инструменти за да ги надмине овие, да ги наречам, економски можности за некаков колапс или осиромашување на земјата? Многу интересна стратегија пристап имаат за иднина. Значи, овие, освен овие инструменти за преживување што ги прават, значи директни пари кои одат од државата до поединци и до фирми за да преживеат оваа криза. Тие што се, например, комплетно затворени, креативниот сектор, повторно ќе кажам, значи сите организации кои се бават со култура, со организирање на евенти се затворени, спортски исто така, спортски објекти и така натаму се скроз затворени. Тие се најзагрозените во моментот и они добиваат директна помош од државата за да преживеат. Меѓутоа, за после COVID исто така се размислува и веќе се на среден рок они планираат фискални стимулации. И трето, они имаат планирано веќе реформи за зголемување на вработеност и економски раст. Се е многу интересно како тоа го замислува реформите. Прво се однесува на интервенција во образование. Они сакаат да акцентираат, ќе вложуваат повторно многу во образование и втората мерка што сака да ја направат е привлекување на таленти од цел свет. И баш вчера имавме ние на нашиот универзитет дискусија, сериозно имаат веќе чекори превземено кон таа мерка, значи привлекување на таленти од свет. Баш мене ме назначија ќе бидам одговорна за проектот со Африка, во делот на нашиот универзитет. Значи сака да направат конекции со цел свет, да привлечат што е возможно по веќе луѓе кои се талентирани, едуцирани, високо едуцирани, било високо квалификувани да дојдат во Финска и да работат. Значи тоа се отприлика линиите кои Финска ги заговара за воиднина. Добро, благодарам Симјановска за овој разговор.
Ви благодараме на вас на поканата.